Министерството за труд и социјална политика доби задача во рок од 15 дена да изготви законско решение со кое ќе се ограничи работењето во неделите. Што ќе биде со работењето во неделите на зелените пазари, на трговските центри или на вработените во дејностите каде што природата на работата не дозволува прекин, како на пример медиумите? Сите овие дилеми се наметнаа по одлуката на владата неделата да се прогласи за неработен ден, а Министерството за труд и социјална политика доби задача во рок од 15 дена да изготви соодветно законско решение со кое ќе се регулира кои дејности можат да бидат ослободени од работењето во недела. Од синдикатот не го кријат задоволството што нивното барање е прифатено од страна на владата. Слично размислуваат и вработените, кои мораат да работат и во неделите за да обезбедат екзистенција. Но од друга страна, стопанствениците укажуваат на економските последици од една таква мерка врз компаниите, но и врз целата економија. Пред се поради намалување на побарувачката, која пак значајно влијае врз домашниот бруто производ. Угостителите, на пример, и со сегашните рестриктивни мерки, кои го ограничуваат нивното работење до 21 часот, најавија отпуштање на вработени. Затечени се и на зелените пазари, каде што добар дел од купувачките се одвиваат токму во неделите. И големите трговски центри во неделите остваруваат голем дел од прометот не само од потрошувачи во земјава, туку и од земјите во соседството. Сепак, кои се дејности ќе бидат опфатени со ваквата мерка засега не се знае. Од Министерството за труд и социјална политика велат дека се формира работна група која преку компаративни анализи и на потребите на работните процеси во одделни сектори, како и преку консултација со другите министерства, ќе подготви предлог законско решение, кое потоа ќе треба да го помине владиниот филтер како и во собранието, пред да почне да се применува. На прашањето дали мерката ќе се однесува на сите дејности или пак ќе има исклучоци, од ССМ велат дека тоа прашање веројатно ќе се дискутира со Министерството за труд и социјална политика во наредниот период, односно овие 2 недели кога треба да се изготви предлог законското решение.